60% од машката и 39% од женската популација живеат со родителите. На нив во 25% случаи им се придружуваат и оние кои се над 34 годишна возраст. Ова е резултат на традиционалните вредности, но многу повеќе и на неможноста да се инвестира во сопствен стан, па по склучувањето на бракот ретко кој може да живее самостојно. Живеам во куќа со мајка ми, фамилиарно, и сметам дека треба заради некои нерешени стамбени работи, закони, што правдата ги има досега изработено, да се издвојам сама и да живеам со својот маж. Шанса за сопствен покрив над глава и живот на раат многумина гледаат во проектот Купи куќа, купи стан, кој со својата нова промоција почна од Штип. Ова беше прилика на едно место да се соберат сите оние кои сакаат да инвестираат во свој дом. Интересираат ме условите за... Имаме некои планови таму, сакаме како куќички да правиме. Сега со... Кои се условите, на кој начин може да се добијат и да се стекнат кредити? Нешто што е поскромно. Не поголемо, значи поскромно што ќе биде за да се живее. Овој проект нуди два модела и тоа половина рата, односно половина учество за стан и учество за куќа од 75% од вредноста. Ако граѓанинот сака да купи стан и аплицира во банка за кредит од 30.000 евра, ратата месечна доаѓа околу 184 евра. Со проектот Купи куќа, купи стан, 92 евра месечно ќе плаќа државата, 92 евра граѓанин. Ако станува збор за куќа, тие субвенции се уште поголеми. Вкупно, да речеме, ако некој сака да гради куќа, може меѓу 10 и 15.000 евра вкупно да добие преку проектот Купи куќа, купи стан. Инаку каматните стапки се движат од 3,95% во првите 3 години до 4,44% за четвртата и петата година. Право на апликација за проектот Купи куќа, купи стан граѓаните имаат во 8 банки.